Или по-слабо? Јас повторувам не многу, искрено. Не трейдав, само анализирав, искрено, не сега уште почнам со трейдинг. Барам уште една недела. Небитно. Битно е убаво да се подготвяме пред да почнеме и да знаеме кои ситуации треба да не се трейдат, кои ситуации треба да се трейдат. Това ни е најбитно. Само секунда. Денеска тенко. Како? Тенко денеска, тенко. Еби пазарот денеска, јас мислах вестите ко пишеа од Виполот црвени, ама не бех проверил и после ко проверих видях ти вестите ствари само портокалови, не е ништо страшно, само што едноставно пазарот не дава волумен денеска. Гледајте, цело време се играм во едно поле. ТП хит, това го напишах още преги, некој беше во трейд влезел, не знам кој беше, Игор мислам. Значи, ТП хит беше тука заради това што имаме имбаланс, таа средна не треба. Имаме имбаланс и затова кажах ТП хит, за да не даде реакција за надоле. 1 према 1, 1 према 2, 1 према 3, мислам ти беше ристори ворто тука до тука. Океј. И ако гледаме дека пазарот не се движи што треба, значи консолидација 1, консолидација 2, не се движи како што треба и това правиме на 5 минути, на 15 минути изгледа още по-катастрофален. Не секоја свеќе ни е затворена со вик. Значи, не ме свеќе што е тука, свеќа пуна, свеќа друга пуна, се е викови, вик. Значи, това кажах, по-добро се држаме вонк од пазарот и ќе од таа ситуација дефинитивно само манипулира. Тек после известно време направи еден, што знаех, мислам, мојата цел беше да дојде до тука што бех од трейд, Арнолма не дојде и това излезах негде околу 700 колку беше профит. Иначе целиот ТП хит ми беше тука да дојде или главниот ТП хит ми беше поставен точно тука. Зашо тука? Дали знае некој зашо тука? Поради имбаланс? Да, поради имбаланс. Сега, зашто жах уште сабајле ко беме дека беше пазарот тука, негде мислам ти беше, кажах и насратах чекаме да биде земен тоест тај левел, или бех напишал со текст многу стоп лосови кои имат да бидат изчистени за да може да даде реакција за нагоре. Това се EDC, затоа што тука има pullback, експанзија нагоре, но тука нема чистене и имало е доста стоп лос налози. И пазарот се враќа, ги изчистува со тај вик и после продолжува нагоре. Сега, тука е проблемот само да се најде добро ентри. Уште по-добро ќе беше другото сценарио, значи да дојдеше до имбалансо, кој се однесува на 15 минути, таа имбалансо. Уште по-добро ќе беше да влезе во тај имбаланс, тога е дефинитивно влегувах со малку поголем лот и сигурен ќе бех од трейдот, затоа што имаме имбаланс, имаме ордер флоу со ордер блок, значи доста добра комбинација која би дадела добар покрет нагоре. Сега, тука имаше само минимално да се искористите на 5 минути. Ќе ги избришем тие за да не ви смета што ги цртам на 15 и на 5. Че единствената зона што влезех и што го согледах беше после, кажаме, со тај вик имаме чистење на претходниот левел што кажах. И единствената ситуација беше само ако даде реакција од тај имбаланс. Зашо од тај имбаланс, кажаваме, се спушта, дава напори нагоре, права и на 5 минути. Таймфрейм ни права bullish engulfing, ни остава, се враќа доле, права експанзија, права change of direction, што за мене тај change of direction не е валиден, кажаваме не е пуна свеќе со тело, но ипак може се зема ко change of direction, затоа што имаме имбаланс и таа е ризичен трейд. Значи затоа не кажах влевајте сите или бирмо например влевам, затоа кажах само сам влезнат имбалансот, затоа што е ризичен трейд за мене тај. Не е по сите правила. Друго нешто е над него исто имаме имбаланс кој може да даде реакција. Значи ако влеземе на тај имбаланс било дека сме влезеле дали на самиот почеток, дали на средината, било дека, значи стоп лос во никој случај не може да биде одма точно по таа свеќе, значи треба да ни е стоп лос, кажах, тука. И това е голем стоп лос,
Значи од тука до тука за 1:1, 1:2. Немаше потреба ни да се ризикува за това и не дадех идеја поти могуче да биде добар трейд. Тргна нагоре, се врати и тек тука напри некоја си малку поголема експанзија и тука веќе ga работа уништи. Значи това е тука од 1:50 до 3:20, значи саат и пол, цело време консолидација на исти левел. И кој идеја трейдот треба да се изгаса тука, нема потреба да биде активен трейдот, това е консолидација, може само нагло да се спушта надоле, но у тај случај тргна нагоре. Нема објаснување денеска посебно за златото, затоа што немаше посебно ништо. И гледаме, например, само единствено нешто што помина е тај левел со непуна свеќа, тек тук се десипуната свеќа, не дојде ни до имбалансо. И одма се сруши, гледај, нагло потек. Значи 5, 15, 30, 45 саат. Саат и 15 минути константно паѓа надоле. Ама нема никаква, според мене нема никаква ситуација дека што може да се искористи ентри. Единственото може да се искористи, кажа, ако сака некој пак ризично да прави на тај имбаланс, но стоп лос мора да му биде тука. И окей, това е добар профит. 1:2 е било пак, но тие трейдови не се по стратегијата, сега објаснувам само измеѓу некој пат кога може нешто да се искористи, кога веќе пазаро не сака да се наместе по това што треба да се наместе. Само секунда, да има некој пише, добро. Додека евро, јапански јен изигра перфектно, Криво Мешо Давид е излезел со брейк ивент, подобар трейд, тешко да се најде таа недела. Order flow, 3 добри свеки, order flow, имаме цело време консолидација, чекаме тест, сега проблемот беше што и тука се консолидира, значи имаме консолидација пак од 10:30 до 1, 2 часа има консолидација и после това предобар трейд, значи после това само испукувана нагоре, што е risk to reward 1:7, 8 и 10, али имаме консолидација. Само секунда да се навратам, дали беше USD, само или USD јапански јен. Сега ќе видам. Да. USD јапански јен. Таа идејата што го дадех още од понеделникот. Значи пазар ни беше тука, дадех идејата оти имаме прекрасен order flow со order block и денеска нека исполни за неколку пипова. Се уште ни е валидна таа идеја, да знаете. На 15 минути се уште чекаме тест на тај order block и реакција надоле. Значи чекаме тест, конфирмација и push-up надоле. Значи таа идеја ни е се уште валидна во игра. Исто. Мртов период, кој не се трейде, исто. И сега, зашо, например, многу пати некој ќе ме пита зашо од консолидација не се трейде. Консолидација не се трейде од причина за това што пазарот кога консолидира, това се вика акумулира или на наши збира сила да испука во некој правец. Типично на наши. И гледаме сега, консолидира, опа, ков потек. Колку бавно се движи, видејте, да достигне левелот на консолидација, консолидира свеки ние 15 минути и одеднаш бам. Консолидира со часови, бам. Затоа е тешко од консолидација да излезе трейд. Ако го погодиш некој пат, едно може да е среќа, едно и да го погодиш е окей, но ако го промашеш, тие се огромни трейдови кои може да стопе. Значи, не можеш да најдеш стоп лос дека би ставил. И да ставаш тука стоп лос, сека си негативен, да го ставаш тука, пак си бил негативен, така да чекаме да излеземе од тај глупов период кога да почнеме да тераме добри трейдови. Без да се брзам, сакам да кажам. Предходно напоменах, секој ден не е за трейдинг, таа неделя искрено да бидам не е што треба, значи мислам оти не е добра, сами гледате, не може јас да ви кажувам. Се што гледаме таков период, това е мртов период на пазаро. Значи имаме change нагоре, имаме change надоле.
Немаме нигде пробивание на връгови. Значи от taj левел тука до айде нека е и taj левел, цяло време сме си играли ко пинг-понг. Надоле, нагоре, надоле, нагоре, надоле, нагоре. И тука само губеш пари. Тука само дел от капитала се губа или влеваш у минус. Затова що не ти прави ни брейко стракшър нагоре, ни брейко стракшър надоле. Цяло време влезаш, извадате, консолидира, оставя ликвидити, перфектно ликвидити, тръгна нагоре, сега пак се врата надоле и това е дефинитивно период, който трябва да се избегва. Гледаме предходно како е функционирало. Това е веќе окей. Нагоре си дава пулбек, нагоре, майл пулбек, пак нагоре. А това веќе тука е едноставно да го изгледаме. Да го поменем тази период гледайки. Исто. Не може да даваме идеи, не може да трейдаме, ко пазаро не ни дава никакви условия. Значи, що да трейдаме на това или на наредното това. Що да трейдаме. Никаква стратегия не функционира тук, не функционира нищо. Значи само викови, кои манипулират. Дали някой днес екипа има някакво прашение било шо? Ке продължим да анализираме после. Добро, Робърт пише работил. Георги, аз имах стоп лос тур на 2.30 франъка. Да. Ама да дела много голема реакция надоле и гледам 120 франъка аз имал. Со стоп лос. Како това може? Могуче е, брат. Могуче е, затова шо ако има преголем волумен пазар, примерно я taj вик сега тука, стоп лоси да те ставя. Не важи стоп лос, а? Не, важи, ама проблема е, шо това се е десило секундарно. Значи, много пъти съм и аз така губил капитал. Ако има пазар огромен волумен, примерно правя цяло време бам, 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 бам. Стоп лосът е на тебе тука. Но проблема е, че това е стотинка. Пазаро пак е така. И сега да. брокеро не реагира толкова, как да кажем, от тази мини секунда не реагира отма тука стоп лосо, него тука нека да го фати стоп лосо. Значи, дек ще застане свеките, он тук го фати стоп лосо отма. Е там. Да. Това ми се е дешевало често пъти. Значи затова, ако ќе гледаме преголем волумен, затова некогат пишем по-мирни предвести или ако има преголем волумен, да се пазиме оти. Това е, да, я е го проблема. Значи он тази свеке не може да го изгаси. Значи бам. Това не се дешава всеки път, искрено редко се дешава, но могуче е, затова ще и на мен много пъти ми се дешава, но сега да кажем от тия години ще имам трейдено. Ако има голем волумен, много пъти исто това. Значи стоп лос ме става на брейк ивент и това и после да ми завършва минус. Да. Ама много да тебе 130. Така бех и аз на брейк ивент беха, а накрая 114, 100 кусуро минус. Де пушти слика, дека те е изкарал трейд, ако може да видам на FTM мод. Не било ще пушти чисто да видам. Как да найдем се? На FTM мод не ще се тръгва. И кога има голем спред и тогава взима пари много. Или да. Тонче исто права. Ако е бил спредо много голем дигнено, джаба е било всичко. Мене исто горе со голем спред, исто ме много горе пари. Да. Спредо днеска беше много голем на злато. Денеска пишах и на FTM майл, не сме въртили още. Дали не са видели, нямам поема. Не е логички да имаме цял ден толкова спред. Значи това не е логички. Окей е 5-10 минути пред веста и 5-10-15 минути после веста да го има спредо. Ама таков спред голем, като сега и това да се движи константно, да кажем 5-6 часа, това не е нормално. Значи, това го правя предходно с сите други фандед фирми от причина да не можеш да положиш акаунт. Значи да можеш по-бързо да губиш акаунта, затова що ти ако влезеш с тази спред, ти си веќе 100 минус. Цялата оде над твоето ентри, ти още си у минус. Фачки с това. Со тај спред, они горят много акаунти на луѓето. И небитно дали си тука ти трейдер на аматерско ниво или си трейдер на професионално ниво. Не ти дават услови. Баш днес пишах емайл. Чекам отговор. Я почти ба, ама не се гледа дек съм имал. Аз имах брейк ивент, аз бех у плюс, разбираш ли? Това е това. Аз влезех от имбалансо на тази зелената свеки. Гледам, ама... Вече почна тази маленката зелена.
Значи гледаш свеката как се е отворила цървената, точно тази цървена свека ще ти вземала стоп лосо, 40 секунди. Да. Значи това е било само шляк. Това е това. Не може тук, много често се дешават и на мен ми се е дешавало. Не, 40 секунди е цел трейд е 40 секунди. Значи от залеента свекя. Да, откога отворила свеките, това сега да кажа. Да, откога отворила свеките право надолу. 40, и сега проблема е, че на тебе стоп лос, нека да те е бил, пробие не за това, що преголем. Тази зелената свек ще беше. Аз влезех отдолу го фанах на имбаланс това на 5 минути. Аха. Тръгна и негде бех, не знам, пече и са у плюс. Да. Колко съм бил у плюс, тук негде и на 20, у плюс 20 го турих. Да. Не. Добро, на брейк имат, ама малко кай, нека бил 5-6 франка, 10 плюс турна. Да. И после тази наредната, като се е отворила, не видях. Аз само ми стигна нотификацията е изключено. Стоп лос и като видях, гледам 114 франка. Това е, ако се дешава толкова голям. Тук има улога. И голям волумен, як пазар и плюс спредо. И сега погледнах те е извадил. Що кажах аз? Сигурно те е извадил доле на Вико. Значи най-доле на Вико те е извадил и пазарът му стръгнал по-нагоре. Да. Значи не е имал време да реагира на брейк ивент. Него те е извадил най-доле на Вико. Това е без да го ведам, ти го обясних. От и на мен ми се е дешевало. Всеки път това е секунда. Фрус! Удара надоле и он веќе на дното газ. Значи, затова ще му поминам стоп лос, он гледа що по-бързо да фате да изгаса и може да извадне пати 200 и 300 минус. Зависи колко е Вико taj момент. Това не е добро, но се дешава. Това е шо е. И баш Илич ще кажа, значи днеска има преголем спред. Значи имаме парове, имах и друг парове, ГБП швейцарски франък, има позиция, отворих, спредо беше... И аз ти не ги не гледам, че има много голям спред. Това не е умно. Кай мене не знам кой вас дали. Кай мене е страшен, 1 сантим. Това кай сите е истина, може да е различно кай никой друг. Сите сме не ефтимо. И не трейдам. Значи оставаме и не трейдам. Това е. Мора спредо да се смира за ние да почнем да трейдаме. Така ако е, няма шанси. Значи това не е трейдене. Затова що спредо не го взима опцията да ставаме брейк ивент. Значи ние влеваме от тази трейд. Одма ще сме минус 100. Логички е ке бидеме плюс 100. Ние на плюс 100 ще ставаме брейк ивент и ке бидеме мирни от тази трейд. А не да гонаме цело време да се извлечеме от спредо. Няма връзка това. И забележих баш и преди кога пратах, пред излезам да тръчам, спредо е примерно 0.30 пипа, не 1 пип. Арнома, ако си от трейд, аз се дигне волумено, така се дига расти и спредо. Това е още по-нелогички. Да, наистина много често дешава това, брат. Да. И това не е... Баш пишах да ми дадат обяснение, защото това така се дешава и дошо е проблем. Пък ти видим. Аз знаеш колко ми платим това на 2-300 евро. Знаеш, дойде не на пол трейд ти да добър волумен нагоре и излизаш гасен. Да. Не супер, това е отма загасена, това няма що да гледаш. Значи проблема е само ако трябва да тръгнал минус, това право дупла минус вляваш, разбираш, нямаш време да си излечиш. Да, заедно малко. Да. Екипа, дали има някой прашения? Сега ке обяснаме. Тук няма никой, всичко знаят, а не пущат трейдове, не знам що се дешава. Сите всичко знаят, вика, а не пущат трейдове. Тук беше логички и Игор сам виде, т.е. беше пишал, мислям, имбалансо от 1 час. Бех 102-30 бех плюс как него се опрех. Дека ке дала реакция. Исках има на 20 франъка после. И после си продължи нагоре, после излезе много. Нещо, враче, не си кирик, има много денове, много ситуации, имаш такива, значи това е само вежбане на психата и на тъгото, и на емоциите. Колко пъти съм бил и Осалам плюс, па накрая съм удрил брейк ивент, това ще ме е удрило брейк ивент, па накрая съм завършил и минус ден. Значи, всеки се дешава. Аз нека назад бех 1700 плюс на сегна на 10 евро. Това е това, значи не може да бидаме нон-стоп плюс,
Мора да има ситуации кога има и минус, само убавото е што беше Тончи вчера направил. Еден трейд им е негативен, окей е, прифаќаме. Вториот трейд ни е позитивен, 1:3 risk to reward, одма излеваме 2% плюс. Точно това е, баш што напишах, таа е поента на таа игра. Не е поента секој трейд да мислиме од ки ни излезе позитивен, не. Многу трейдови ќе има break event и затова това го работиме. Значи затова учиме цело време break event, за да бидеме сигурни. Значи од 30 трейда нек ни излезе 10, ама да бидеме заштитен капитал. Од 30 трейда ако не работиме со break event, работиме со stop loss, ако ни излезат 5-6 негативни и 5-6 позитивни, може ќе сме во плюс, но тај плюс ќе биде многу помалечок, за разлика од колку да земме да ставаме break event. И многу пати ми се дешавало, например, break event го ставам, удрал break event и пак тргна нагоре. И немаше да се нервираме. Значи тука нема. Како денес кажеше еврото и јапански варијант. А тука Давид, да. Еми слаб трейд, да ти слаб трейд промашити. Ептен, да, гледам го дека стигнам. Дали уйде Ке гол. кажеш, чекате тебе да туриш. Еден 6 колбе. Това чека, гледаш, чека само јас да си изгасам и он да се продолжи нагоре. Последен сад. Ко сакате да влезете од редови, питајте само Давид дали. Ако е Давид, почекајте да го извади и после право влевајте. Исто ми јас, бе. Исто ми јас. Таа е реалноста. Се ќе биде екипа, не се скирајте и работи со психи, има още многу тука. Ме ареса, ајде да кажем, поединци, не може да кажем за сите исто. Некои се доста поактивни, некои не се, некои имат малку повеќе време, некои немат, това е се зависи од времето. Ме аресат затоа што самите веќе, да кажем, после месец или два гледат веќе прилики и знаат што прават. Пример, Игор даде денеска од имбалансу ќе тргне нагоре, направи перфект ентри и това е за многу краток период. Давид е многу постар, Давид ги разбира работите, ги црте или што такоđe. Значи гледам од и некои луѓе. Како јас направи чот, Како? че како јас направи break of construction, слегна до доле, влезех му на тај вико на една минута на таа црвената свекичка и тргна убаво нагоре, ама Битното е да не го турак на брейк ивент ки излезеше, беше ми тур на колку беше там 200 франака трейда, ама таа е таа. нема. Ако не размислиш секој пат така, ако не го тураше на брейк ивент, може пак се вратиш надоле и ти удриш стоп лос. Да, и това е така, да. Оти тргна страшно надоле. Тргна 3-4, баш ти капиша. Да. Тргна 4 кандели надоле като лудо. Викам му идеята, ба. Па и јас го пратах, затова го и напишах. Ама се стана? Битно е да знаеме што правиме екипа, значи едно по едно битно е самостално това што е и целта на нашата академија тука. Това е това, значи битно е да разбереме как функционира и сами да разбереме. Значи гледаш, имам видел имбаланс, видел чистене, заштитил се со брейк ивент, значи веќе почнува да го разбира цялата структура на пазарот. Не чека ништо од мене, од било кој, од трајко, од петко, сигнали, трето, пето. Значи поентата е точно това. И сега да продолжиме за златото. Кажах уште однекни, за мене злато е булиш, ако се отвори тука доле, со гепо, ако се отвори тука, кажах оти злато е за мене още нагорен тренд и се още е нагорен тренд. Първо има на един сад горе имат ти трябва да ги... Се още е нагорен тренд, од тај имбаланс сега очекуваме нагоре да се движи, само чекаме некоја добра прилика, например, ако се десе тука веќе се каче секак, това е liquidity, ако не направе од тука нагоре, првото ќе ни биде change, па ќе ни биде boss, таа свеќе ќе ни остана добра, и ако има вик, това е само манипулација, таа свеќе ќе ни остана добра за entry, како што кажах и за USD јапански јен, 15 беше. Да, ето, сега се веќе руши, или беше, само секунда, да, ево. Гледай, нацртах ga стрелката и за маса отпора по стрелката, самиш по стрелката ми јаде. Исто добра ситуација, која не дојде до самиот ордер блок и дали некој знае зашо не дојде до тука, јас веќе имах исцртано друго нешто, само што многу време консолида. Значи, имаме ордер флоу со ордер блок, имаме и друг ордер флоу со ордер блок. Јајко. Аха, зашо не дојде до горниот сега? Да.
И точно от тук, само защото тук почна много да консолидира, и викам, окей, ќе почекам, ако век консолидира да го пробие, но не се деси и погледнайте какъв пат надоле. Секој пат не може да погодаме най-точно. Затова постоят две опции, кажаваме. Прва опция, која има тука таква ситуација, ние влеваме со пола капитал или ако треба со 1 лот 0,50, ако тука бидеме негативни, праваме втор трейд со 0,50 отгоре. Затова што никој пат никој не може да знае ни да ни каже дали од тука точно ќе тргне надоле или од тука ќе тргне надоле. Това е кога ќе инвестира Централната банка, тога тргнува. Това никој не може да го знае и да каже некој, само може да продава ветер и магла, иначе точно да знае нема шанси. А валиден ли е сега тај ордер блок што го црте тај индикатор? Само секунда да видам, не видях што црте. За кој пат? Ја си тоа црвеното што сти. Тие ли? Аха. Не. Значи, таа е, например, кај што Гледаш, гледаш, таа е валиден. На зелена свеки, например, доле ќе направи на зелена свеки до вико, до доле. Не, он гледа дното. Тај индикатор го гледа дното. Значи, иако нема order flow, он го гледа дното и сега од тука као да даде реакција, но гледаш доле ти пише слабо дно. Значи, тук ти пише слабо дно, значи може да биде пробиено. И затова аз не се базирам на них. Аз до души това въобще не го не гледам за order blocks, аз го гледам само за change и break. Ама пак си проверям с голо око дали е валиден или не валиден. Чисто това ще го приемам обед. Сега тук ти нацрта, ти можеш да влезеш тук и да го пробие. Това ще няма нищо посебно тук да би се влезело сега от трейд. И плюс тук, например, гледаш, няма изцратано, мисля. Да. Тай order flow и order block го няма изцратано. Няма, да. Да. Значи не се базираме на индикатора, това ни е само помощ. Нема нон-стоп консолидиране, не давай денеска, не го отварям повече, ќе оставаме за утре. Значи, яйко. Чекаме да направя горе. И ако гледа сега, например, свесен съм ти трябва да ода нагоре, заради това ликвидити, ама не ми дава добра опция за ентри. Значи, нема дек да му влезвам. Едноставно не влевам аз сега, знам откъде ода нагоре и бай. Ми трябва потвърда да знам дек ќе ме е стоп лос и защо. Например, можело е тука, ама това за мен е пак голем стоп лос. Значи, тук се влезе на taj bullish engulfing, трябва стоп лос да е тук, що значи 1/2. Не ми чинува нищо посебно, за да ми влезвам. До дека на минута има много повече глупости, ще би кажал. На минута веќе се гледа. И тук дава bullish engulfing, гледаш, пак го пробива. Значи не трябва нещо цврсто. Не само аз мислях и аз знаях. От после, от кога излезе нещо, всеко е паметен да каже аз мислях и аз знаях. Значи аз мислях от тук от кьода, па не влезех, затова ще кажах. Стоп лос трябва да ме е тука, а и плюс нямам конфирмация. Това не е ни по едно нещо от моята стратегия, така да оставам да направя нов бос, па тек после да влевам. Екипа, тази лайв се снима и право отма ќе биде ставан сега отма на YouTube и линко ќе биде ставан там отдоле и за предходните ќе качам. Пробах пак на Discord, ама не бива. Преголема такво се. Мемория тражат, значи 1 гигабайт на видео ще е снимано преко OBS и Discord не дозволява толкова големи видеа да се обяват на канал. Ама мислам на YouTube няма да има проблем, ќе се качи на YouTube, кой не го гледал. Не го погледна, линко ќе биде ставан доле у каналу, дек ще пише снимени сесии. Само да разгледам още малко. Да. Еврото USD, еврото япански се движат, гледаме по исти правец. Значи uptrend и това и предходното. Само що тук реакцията е била от имбаланс. Значи имбаланс, па реакция. Додека евро-япански йен исто се движи uptrend беше, но реакцията беше от много по-добър момент, т.е. от нашата стратегия. И я гледайте сега, пример, какъв волумен добиваме без връзка, без да знаем защо. Видейте сега. Това е огромен волумен тук. Гледай. Погледнете на минута. Свехте. Сега стоп лозът е бил тук, не те факе.
Одма гореш до тук. Това не е реално, гледай. Пазарът моментално се побъркова, дефинитивно. И 2 недели нещо. Се побъркова и на мен няма хареса. И аз гледаш колко не съм активен. Мислям, не да не съм активен, аз съм активен, ама нямам трейдове, едностално нямам позиции. Погледнете колко време му трябва на пазаро на 5 минути да направя до тука. Да се качи. Право. Ага. Погледнете му пагена. За 5 минути до тук. Значи това не е реално. Това е да има червени вести, го разберам. Нема червени вести. Това е откој почнува војната Трамп со Америка, мислам Америка со Израел да тепат тамо Иран Миран, се испобрка. Значи, он самиот не знае што прави, не па други се да знаат. Акциите паѓаат од црвено сите, крипто стагнира и паѓа. Форекс и у него се умеша и него почна да го побркува, значи нагоре надоле се живо и диво. Не ме е јасно што е целта, стварно не ме е А јасно. пред војната не бех јас у Форекс, како се движиш пред војната ме интересира? Пред војната беше многу добро. Најнормално. Пред војната беше екстра. Значи пред војната беше пред војната го немаме това. Значи немаме толку големи консолидации и немаме такви потези. Значи секој таков потек е направен да биде само манипулација на пазарот. Значи да изваде стоп лос на лузи. Лани беше перфектно. Како? Лани крај предавам беше перфектно. Се надевам од се врата по тај период, затоа што тај период моментално сега искрено нема ареса да ви кажам. Од една страна, сите што сте нови имате време сега да учите како пазаро. Сега тие што учат чуфајќи трейдови, кои се оправија пазаро, ќе им биде песта. Значи сега стварно пазаро е тешок, јас по мене може да кажам, затоа што не почитува ни едно правило. Ако ќе почне да си оде како што треба да оде, ќе ви стане песна. Значи дефинитивно ќе ви стане песна, затоа што тренд и your friend, кој почнува да оде нагоре, си оде нагоре, си прави order flow, order block, си го тестира, пак си оде нагоре и нон-стоп си го прави исто. А сега е малку страшен. И не само тука, и аз ще комуницирам со многу поголеми трейдери на многу поголеми академии што држат, моментално сите стагнират. Значи никој не е изложен на многу трейдови, сите чекат да се управе моменту кога ќе е не знам, дали ќе е неделя, 2 месец, никој не знае, али чекаме да почне да дава подобри ситуации. Сега само најбитно у тај момент е да зачуваме капитал. Или секоја отворена позиција што ќе га имаме, гледајте да го заштитуваме на break event. Значи окей е тај имбаланс да дава сега реакција, затоа што горе има голем вик изчистено се и очекуваме реакција од тај имбаланс и јас очекувам и јас ќе влезам, не само да говорам. Но првиот проби надоле задолжително стоп лос на break event, затоа што кажаме пазаро ни се понаше ненормално лудо. Ќе бидеме најсрекни ако успееме да бидеме у профит, а ако не да се успееме да си го заштитиме капитал, да не влеваме у минус. Екипа, за последно има ли некој нешто да пите или полека да затвараме? Јас, например, пратам само еден пат. Од секој пат кога сум почнал со древно, само двата од секој пат. Добро. Е сега не знам како почетник да речем. Се ставам почетник. Валутни пари преходно ти спомна, може да се пратат евро USD, GBP USD или GBP GPY. Колку пари например за почетник е доволно да прати, да не претера, за да не се изгуби на маркетов, а да има например неколку пари колку да може да го прати чартов за да се навикне скроз. Да. Гоки, добро прашање. За почетник најдобро е да имаш 2 до 3 пара валутни парови и злато. Значи, евро USD, ако сакаш еврото повеќе да форсираш евро јапански јен или GBP USD, тие 2-3 пара или GBP швајцарски франок исто функционира добро, затоа што тие се стабилни валути многу. Тие парови се доволни за почетник. И треба да знаете дека најтешко пар за торгување е голд. Значи, златото е најтешко за торгување, затоа што сите се на него, а многу поголемо се прави профит, но исто така треба да знаме дека исто и толку брзо се губе. И златото е најволатилно од се. Посебно сега на таа нестабилност што владее во свето, може да се деси утре Трамп да изјава се враќаме купуваме за државна резерва злато и може да направи вик од 4800 до 5400.
Значи златото сега е моментално едно притиснено от войната, не се знае како ќе оде и шо ќе оде, и второ, од секој пат златото е било најтешок пар за трейдене. Затова многу поголеми трейдери да питате ќе кажат професионален трейдер е тај што знае да го трейде перфектно златото. Затова што EURUSD функционират побавно, тамука профито и заработката и минусу се многу помаленки за разлика од златото. Значи златото, ако не дај Боже некој не знае што значи еден лот и му става еден лот, а од друга страна става, например, на EURUSD еден лот, разликата е 10 пати по-големо. Значи там ќе заработиш 100, а тука 1000. Или обратно. И аз един акаунт цяла изгубих така, мисля първи или втори акаунт, автоматски къв леваше е направено на един лот ли, како е направено? Мислам от един, да, повечето. А пред това да кажем съм трейдал на 0.10 и едно влевана всичко. Екипа, много е злато. Не трябва да бързаме. Злато е доволно 0.10, 0.20, 0.30 максимум. 100.000 капитал веќе што трейде или што е друго. Затова што 100.000 се 100.000, ама 10.000 тия пари 0.20, 0.30 лот максимум. Затова што еден лот 10 пипа. Значи 10 пипа се многу малко. 10 пипа е отприлика това. Тие се 10 пипа. 1000 франк, колко? Да, браво. 425. До тук. Значи това ти е 1000 франъка губиток на един лот. Окей, и това ти е 1000 франъка добиток. 0.10. И това ти е 1000 франъка добиток. Нагоре. Ама малко да тръгне надоле, значи ти си веќе 200, 300, 400 и тебата факи и паника. Значи това не е трейдер. Да. Това не е трейдер, това е мъчене, това е губене нерви и губене капитал. Ке му оставаме 0.10 лот и го оставаме до тука. Под изпод да имаме стоп лос. Нека биде и 15 пипа. Ке изгубиме на 0.10 само 150. Нема да изгубим 1500. Значи ке изгубиме 150, ке заработаме 350 или 450. И това е веќе правилното. И много пати има и студенти, имам примерно и отлично менторство, иако знае, иако му се добро. Значи, например, те ги вземам некој пример, ај небитно. Я, пример, тај ќе го вземам, небитно, што беше преги. Значи, он сега знае, например, от и тај имбаланс ке му даде реакција. И чека да тестира имбалансу. Отвара. Имбалансу е от тука. И сега он ода нагоре пазари и он влева одма тука. Бай. Сега тука има пак повторно от 701 18. Пак имаме разлика от 10 пипа. И сега он веќе тук кој е влезел и гледа 100, 200. На минутата е много повеќе свеки. 300, 400, 450 и он прави баб close rate. Газ. Да. Затова што Газ. го фаќа паника. Оти много голема сума на пари е уложено. И после, што прави пазар? Бам, 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 бам. Кане го остави, ќе направах примерно 1000, 2, 3000. И му влезеш, или обратно му влезеш. Небитно, обратно. От тај имбаланс. Чекаш да тестира имбаланс, от тук одеш бай. И он веќе тук те носи и ти гледаш тука веќе имбалансо е почето кој тук се затваре. Поминава имбаланс, ќе го изгасам, шо, и така сам веќе 500, 600, 800 минус. Штракнеш и оп! Това надолу. Значи, това е говорено от изкуство, това съм го правил и аз. И аз taj първи акаунт от 100 ще го купих, така го изгубих. Знам и без да ми кажеш не само... 300-400 ки влезе у минус гаси, а накрая ки излезе. 300-400 у минус гаси и си влеваш у минус, и влеваш у минус. И после веќе паднали 6-7%, веќе не те е интересно да трейдеш, затова ще трябва да направиш 20%, за да излезеш права фаза. После одма на 5 го ставаш и пукай. Гледаш, Тончи е спас за тия. Тончи паднали му акаунто малко, колко му дава максимум лот, толкова го пукне. И чека На само... 0.10 на 0.10 ставаш минус 100, одма наредни од 0.50 или една ръгай. И одма добивкаш. Добро, после ќе го прегледат, ќе помине. И помине обовезно, ја го наводна на еден ставам и одма на прва свеќа положи ом акаунт. Браво, бе, цар. Само тази свеки додек да се изпъне жива Волстанова. Сите ноги изгрискам. Браво, Тончи, легенда, насмея. Не, екипа, това е ще го обяснам, значи това е неправилно трейдене. Правилно трейдене се знае како. Значи,
Правилното трейдене е со order flow, order block, помалечок лот. Дури некој пат, ко сме сигурни на некој трейд и ставиле сме сасвим солиден лот или примерно 0.10, да изгубаме 150 или 200 да заработиме 600, може слободно трейд да го пуштиме и да го оставаме со стоп лос и ТП хит. Ако удру стоп лос окей е, правиме бет, ни да не бидеме на компјутер правиме бет. Значи да излеземе на телефонот, чекаме навигација. Затоа што тие 100-200 на поголем акаунт не значит ништо. Додека 500-600 профит пак е супер и иде 1:3. Ама такви трейдови да ми правите како што сега објасних, да не се повтарам се истиот мет 10 пати, да ми ставате лот тука еден и да се треста на свеките на отварањето на една минута, да се треста на свеките што ќе направе, това не е трейдење. И това никој пат долгорочно нема ни еден да биде профитабилен ако го прават това. Јас така бех втората или третата година, немам фаќајте за збор. Значи ја така бех. Влезу им баланс и ајде нека и тук. Сел. И тука веќе јас сум 300-400 минус. И ме фате паник. Нормално това. Ќе изгубиш акаунт, трето тука имаш ликвидити. Ако слегне до тука веќе ти си 6-7, 100 кил минус и право бам газ. И после, кога ќе размислиш рационално, он е требало да слегне до тука и мала имбаланс. Ама, джабе, от тај момент ти не мислиш така, от тај момент ти мислиш уйде. Само това те е у главата, да не оде. А оствари не гледаме рационално как пазарот се движи. Екипа, след това ще го обяснувам, след това ме е поминно. Не ги правете исти грешки, тука сте да защитате време, енергия, а и средства. Значи след това сега ще го говорам, се го минах и се го платих много по-скапо за разлика от вас. Затова, що нямаше искрено кой да ми окаже това така и мислях от така е правилно. И си губах константно от почетоко. Значи, си работа, избереш парички, купиш акаунт, изгубаш го, друг купам, изгубам го, платам менторство, трето, пето, 30 минути ме е часо, максимум 35. После тия 35 минути секој збор што ме е кажен, 100 пати съм си го брекял што може да значи, как може да значи. И така и натаму. Значи се измачувах на максимум. Сега веќе кога ви надробувам се, не правете барем исти грешки. Да. На крајот се исплаќа, само што мојот пат беше много по-долг за разлика од вас. Вие за 1-2 месеца знаете да отворите сами позиции, аз за 1-2 месеца не знаех още која структура, да ви кажем искрено. Не знаех дали съм на горен тренд или на долен тренд. И послушайте ме, верувайте много ке защитите и ке лота много по-бързо напред. Тај што няма да му послуша, после каже, управо беше Георги, само ще изгубих време и капитал. И така, и ки има, и такви, всека ки има. И от това верувам. Абе, аз мисля, да мора да упоменеш тај пат. Дефинитивно мора, но и не мора, затова што илично, например, тај пат не го мина. Треба, как да кажем, треба си добър характер. Трябва Свърз характер. Дисциплината много значи, луѓе. Само дисциплината. Значи, ако некој нещо е кажал, да си стоиш на збора, да го почитуваш, това е нещо най-битно, што може да се деси от тај пазар. И аз сега на моя брат, му кажувам само ти си за тая работа, и аз не съм. Он ми кажува, беги бе. Он е дисциплиниран човек и аз вървам за много кратко време ке успее. Не да чувам. Много народ не може секој да работи исто. Много народ и да не сака, и не мора да сака, значи това е само нали кој сака. Тај ще научи, ще почне да вада от това, после ќе види што е било много по-добро, но додека това да го достигне, си треба работа, си треба жртва, си треба време, си треба енергия, си треба се. Или остануваш на работа до 64 години, не кукаш и не плачеш, значи работиш и това не се жали. Одлучил си така и терај. Не ми се ясни луѓето кои сака да постигне нещо в живото, а не да презема акција. А цел време сака. И ризик. И ризик. Значи не било. Нито некој много убаво напиша, като е най-тежко, значи направ паци. Браво. Али, братко. Таа е најдобрата порека. Значи, баш кога е најтешко си направи пат. Ако е лесно, значи нещо не валя. Да. Екипа, това е това. Значи, снимаме... Евро, япански, йен. Евро? Некој не е ли го видел тај на един сат тај имбаланс тук, гледай која реакција на дел сега гледам. Не е само на един сат, на 15 минути го имаш тај имбаланс. Яј. Читайте тај имбаланс. Проблема е, што имаш много голем
драун или много голям пад надоле и не значи от сега пак е нагоре. Значи сега може да изманипулира дупло. Сега е могуче и от тука пак да се спуща надоле. Тия са различни ситуации много. Ликвидити много. А и плюс, ако влезеш ти тука на тайм баланс, значи стоп лос трябва да отида тука. Изпод, скрос. Или най-сигурно тука. Това е 1:1. Тук ако влезеш, до тук стоп лос, нямаш ни 1:1 още от тази трейд. Това е... За мен това не е. Аз такова нещо не би ни гледал. Екипа, супер. Мило ми беше кой се оключия, кой не се, ке би да ставано в снимени сесии, па се гледаме здрави живи наредния час. Поздрав и се най-добра екипа. Поздрав, Уве. Pozdrav.